Благодарам, председателе. Велат една слика и да зборови, па еве нека стои тука да ги подсетува на пораката која што изминативе денови целокупната македонска јавност, соочена со она што се случува и фијаското во сите сфери на општеството, а особено со кулминацијата дадена од изјавата на премиерот Заев пред неколку дена за Бугарската новинска агенција. Ете, добро да знаете, колеги од мнозинството, дека ова е пораката која што заеднички ви ја дава народот во изминативе денови. Јас би сакал да разговарам за една поинаква тема. Со колешката која што сега зборуваше, ние двајцата сме од Скопската општина Ѓорче Петров. Тој е апостолот на внатрешната македонска револуционерна борба и еден од стожерите на македонската историја. Но тука има едно големо но. Во изминативе денови, исто како и Гоце Делчев и плејада на историски ликови, и Ѓорче Петров е оспоруван од нашиот источен сосед и е предмет на преговори во овие преговори кои што ги имаме со Бугарија. И јас тука би сакал да ја прашам колешката која што потекнуваме од истата општина, дали вие би се согласиле со подпишување на договор, оној кој што викендов сега се преговара во Софија, во кој што Ѓорче Петров треба да биде во формулација прецизна бугарин од Македонија. Дали вие би се согласиле со таа формулација? Понатака би сакал да прокоментирам неколку работи кои што се тесно поврзани со нешто го разговараме и денес. Можевме да видиме дека минатите денови владините функционери, пратениците, оние кои што се избрани од Зоран Заев, му даваат поддршка. Едно треба да знаете, поддршката не ја давате вие, поддршката ја дава народот на Република Македонија. Тој дава и тој зема. А имате можност да видите во изминативе денови што разговара народот. Сакав да прашам една работа. Се смени име, се редефинира историја, луѓе гинеле за оваа држава, ве гледам и ви се чудам и се прашувам, дали има во вас нешто свето? Верувајте, ние сме колеги пратеници и чувствувам можност да ви се обратам вака директно како на пријатели. Многу е смешно и за мене, и за луѓето од опозицијата, а верувајте и за народот. Како станувате аморфна маса и како луѓето ве редефинираат. Како некој кој што ви е председател на партија дава изјави и како вие тука доаѓате и како пластелин се редефинирате. Денес када каже дека сте југословени, ќе дојдете тука и тоа ќе го браните, утре да каже нешто сосема друго, вие преку ноќ се менувате. Треба да имате свест и треба некои работи јасно и гласно да ги кажувате. Заради тоа што тоа е основното човеково достоинство. Мене не ми е јасно како може за вас да се продава достоинство на држава и лично достоинство. Мене вака сакам да си го одговорам тоа прашање и една работа вака ме мачи. Викендов се има обид да се направи нов национален пораз на оваа држава. Тоа јасно и гласно го кажавте. Можете да викате и да се заканувате колку сакате. Дојде некој кој вас не ви се плаши и ќе ве праша тоа што го мисли народот. И јас сум народен пратеник и имам должност тоа што луѓето ги мачи да го кажам. И можете да се заканувате и да викате колку сакате. Тоа можете да си го ставите за друго место. Се откажуваме од историјата на илинденците и од партизаните. Стануваме дрво без корен, а сите треба да знаете на тие дрва што им се случува. Се прашувам колку понижувања се доста и кога ќе кажете дека е доволно. Уште колку треба да не понижуваат и уште колку ќе треба вие таквите работи да ги браните. Ама една работа треба да знаете, дека е доста и дека на народот веќе му дое преку глава. За неполни 100 дена го изгубивте целокупниот кредибилитет. Имате фијаско во социјалната политика, имате фијаско во економијата, имате светско фијаско во здравството, имате фијаско и кога се работи за македонскиот национален идентитет. И токму заради тоа, од оваа говорница, го повикувам оној народ што не гласал и оној народ што не следи. Да ни се приклучи на надпартиските протести кои што ќе бидат секојдневни и кои што ќе треба да го спречат она што и се подготвува на Република Македонија. Сакам да знаете дека народот ќе си го каже сопственото мислење и дека ќе ја блокира
цела Република Македонија. И тоа да ви биде јасно. Понатаму, сакам да ви кажам и уште една работа. Дека сето она кое што ќе се инсталира на ваков квислиншки начин, хируршки, ќе биде отстрането. И тоа да го знаете и немојте да мислите дека некому или нешто ќе му биде простено или нешто од ова ќе помине неказнето. Тој филм, драги колеги, нема да го гледате. Друга работа, би сакал да ги повикам да се обединат сите граѓани на Република Македонија, без разлика на национална припадност, заради тоа што овој пат не треба да дозволиме ново предавство. Овој пат се работи и за нас, и за нашите предци, и за нашата иднина. И треба да знаете дека нема да ви дозволиме на овој авантуристички начин да ни ја киднапирате иднината. Благодарам.